Европската унија мора да се редефинира себе си доколку сака да биде функционална, а мигрантската криза покажа дека дел од институциите на Европската унија се дисфункционални на самиот почеток. Ова се дел од заклучоците од академската трибина на тема Живот во ранец, миграционите политики, балканската рута и разбојните перспективи на Европската унија, која денеска организираше Центарот за податоци и информации за Европската унија во соработка со Правниот факултет, УКЛО, Институтот за истражување и европски студии Битола по повод одбележувањето на 9 мај, Денот на Европа. Мигрантската криза покажа дека дел од институциите на Европската унија се апсолутно дисфункционални или кршливи на самиот почеток. Кога зборувам за ова да не биде општо и абстрактно, тоа тука дефинитивно би го споменал примерот со Frontex или Агенцијата за заштита и обезбедување на надворешните граници на Европската унија, која што прва потврди при првијата наезда на мигранти или бегалци. Понатаму пропустите околу регистрацијата и утврдувањето на статус на овие лица, бидејќи дури сега веќе ние знаеме како статус имаат. На самиот почеток, кога низ Македонија помина 3,5 скоро 4 милиони луѓе, тогаш не се знаеше дали имате статус мигрант, азилант, бегалец. Се со цел државите, односно Грција, како држава како што прва пристигна, потоа ги ослободи нормално кон Балканот и северот на Европа, да не останат, бидејќи во тој случај доколку вие утврдите статус на лице, согласно меѓународно правната регулатива се имат определени обврски државите кон тие луѓе. Значи во најмала рака мора да обезбедите престојувалиште на тие луѓе. Во рамките на одбележувањето на Денот на Европа традиционално беше распишан и конкурс за избор на најдобар студентски есеј на истата тема, а денеска беше доделена и наградата на првонаградениот студент која му припадна на Јулија Јуртовска. Првонаградениот студент ќе добие награда финансирана од Европската унија, понатаму промотивни материјали со логото на Европската унија, како и брошури за Европската унија, а останатите учесници студенти кои испратија своји есеи ќе добијат промотивни материјали со логото на Европската унија и брошурите за Европската унија. Се разбира дека целта на овие настани е пред се да ја доближиме Европската унија до нашите студенти, до младите, пред се преку со промоција на европските вредности, европските идеи и политики. И двата настани по повод одбележување на 9 мај, Денот на Европа, финансиски се поддржани од страна на делегацијата на Европската унија во Македонија, во соработка со ЕУ Инфоцентарот во Скопје. Целта е да се доближи Европската унија до студентите, преку промоција на европските вредности, идеи и политики.